Рами Смерко, кој дефинитивно си заминува од градоначалничката функција, откако неговата партија го извиси, како за инат не запира. Среде зима, илјадници ученици од Струга и Струшко ќе ги остави да мрзнат на минусни температури. Нема намера да набави нафта и огревно дрво за нити едно од 12 основни училишта. Удавени во долгови, не само што не ги извади од калта, туку на една недела до почетокот на учебната година, новата одлука им ја соопштил преку допис. Согласно барањето што општината го испратил до ресорното министерство за отстапување на надлежностите во основното образование, ви известуваме дека постапката за набавка на огревно дрво и нафта треба да ја спроведете сами, а сите барања за неплатени фактури, опомени за тужби да ги испраќате до МОН. Училиштата една година немаат платено за потрошената нафта некој нити денар, оти парите кои ги добивале од општината не стигнувале за подмирување на режиските трошоци, за струја, нафта, вода, потоа за превоз на ученици, генерално некои не се подмирени со години. Вкупниот долг на сите 12 основни училишта е над 12 милиони евра. Повеќето од училиштата еден месец се и без струја, поради неплатени сметки за 3 месеци, Евана ги исклучи од напојување со електрична енергија. Причината е тоа што од мај училиштата не примиле блок дотација од општината, вели за Алфа Мирослав Размовски, директор на едно од поголемите основни училишта во Струшко. Вкупниот долг на нашето училиште е околу 49.000 евра. Најголемите трошоци се за нафта, близу 32.000 евра. Блок донациите од општината ги покриваат само трошоците за електрична енергија, училишен материјал и средства за хигиена. Во моментов сметката не е блокирана, но поради последните опомени пред тужба постои голема веројатност повторно да биде блокирана, како што беше минатата година. Без струја, наставниците се во незавидна положба, бидејќи не можат да ги подготват за работа наставните програми кои се нови за оваа учебна година. Се обративме и до Евана. Не интересираше колкав е вкупниот долг на сите училишта кои не ги подмириле сметките за струја, од кога датираат и колку училишта се без струја. Конкретен одговор не добивме. Оттаму се надеваат дека до почетокот на учебната година долговите ќе бидат подмирени и дека ситуацијата ќе се надмине.